Штумни гледачи, се враќаме повторно во нашето студио, а јас имам многу убави млади луѓе за гости и многу интересна тема. Ви препорачувам да останете со нас и да видите зашто всушност станува збор. Добро утро. Добро. А со мене денеска се Ивана и Владимир, поточно Тоневска Ивана и Владимир Цеков. Добро дојдовте. Ви благодариме на поканата. И беше малку тешко да станете, нели? Вака рано. Добро. Да кажеме. Темата за која што сакам да разговараме е манекенството. Значи, манекенството е една убава, атрактивна, возбудлива работа. Сега, колку е работа, а колку е хоби, ќе поразговараме во текот на емисијата. Започнем. Ајде да почнеме со дамите, имаат предност, нели Владимир? Може, да. Ивана, ајде да ми кажеш ти од кога, како ти дојде? Тоа е желба, нели, која од секогаш не води сите нас. Да. Дека имаме желба некогаш тоа е тоа да го работиме или да се занимаваме. Па мене всушност уште од малечка ме интересираше манекенството. Го сакав манекенството и многу ми беше интересно кога ги гледав манекените и манекенките на телевизијата. И јас дома сама си измислував некои своји движења, своји чекори. Се додека пред 4-5 години не се зачлени во агенцијата Mac Models, каде што нели професионално почнав да се бавам со манекенството и каде што таму ги научив правилните чекори, движења за на сцена, за на ревија. И навистина е прекрасно чувство да го работиш она што го сакаш. Плюс тоа јас од малечка го сакам тоа, навистина е прекрасно чувство. Добро, значи тука си на почеток на остварување на твојот сон. Да. Владимир, која е твојата приказна? Па, јас со манекенство всушност почнав се занимавам лани во јули месецот, значи сега имам скоро година и неколку месеци како работам професионално со тоа. Да ви кажам искрено, јас не знам баш од каде беше идејата да почнам со манекенството, едноставно. Не си имал желба од малечек? Па не, никогаш не ми текнало, никогаш не помислев дека ќе бидам баш ова што сум сега. Да, така. Но што знам од така, одеднаш ми нешто текна и викам ајде да пробам и тогаш го исконтактирав тој мојот сегашен агент што ми е Алек Наумовски. И така почна мојата кариера. А како рече дека се вика агенцијата твоја? Модел Син. Кај Алек? Да, Алек Наумовски. И сега, кој е ваш тип на членување вака? Постојат студија, агенции, модни куќи, значи Да. секој име си носи своја сериозност веројатно. Значи, таму кај што вие членувате се студија или агенции? Агенции. Да. Е така. На кој начин се ве обврзуваат и сте обврзани во агенциите? Па на почеток прво имам курс кој што Кога ќе треба се заврши курсот, дали останувате во агенцијата и тие ви ветуваат ангажмани? секако, да. Добро. Да. Имаме направено една фотосесија како портфолио каде што кога ќе треба да не ангажираат, тие ги покажуваат нашите слики. Така. И се зависи од тоа колку ќе им се допадне тие што се бараат, и ако им се допадне, тогаш не избираат нас и не контактираат и не ангажираат. Така, и одите на кастинг и тогаш Да. се завршува изборот. Да. Кој ќе го одработи тоа. Ајде, Владимир, кажи ми, како е со машките модели во Македонија? Нели на машките модели знаеме како се те нешто гледаат. Демек тоа се манекенки, а не манекени, тоа е повеќе женска работа, нели? Да. За разлика од светот и западот, кај што е една од најплатените работи. Е таа. Па, како што знаеме, во светот нема многу уште не се на исто ниво машките и женските модели и се многу помалку платени во однос на женските. Така и во Македонија има многу помалку работа за машките отколку што за женските модели. Да. Исто така и ние одиме по кастинзи, но многу поретко во однос на жените. Значи, женските можат многу полесно да најдат работа и сликања во однос на машките. Така. Да. Што е поинтересно спрема вас? Дали пистата, дали камерата, дали фотомоделството или фотографирањето? Па, мислам дека секој ангажман си носи некој свој интересен, не знам, свој начин интересен, посебен. Например, кога ќе излеземе на ревија на сцена, исто интересно, меѓутоа интересно е исто така и кога ќе не повикнат за фотографирање за списание. Еве јас кога бев за фотографирање за списанието Юник, беше многу интересно, меѓутоа уште повозбудливо ми беше кога излевав на сцена на ревија. Владимир, кај тебе? Па, кој дел ти е поинтересен? Да ви кажам, прави двете.
Иако немам многу учествувано на ревии, имам досега само 2 ревии пројдено. Двете имаат некако посебно чувство. На ревијата кога одиш, она има многу луѓе од страна и интересно е чувството. Пистата, она што на ќе пистата. се почувства на пистата, ни една камера, ни една фотографија Да, не може може да да. различно е, ај пред камерата е интересно. Исто така кога бев за мојот ангажман за Елена Лука, сликав мене костими што ги правеше Елена Лука за една представа во Скопје. Така. И беа од времето на викинзи и такви работи. Бев јас и 2 женски со мене, така да стварно беше интересно сликање. Па сигурно кога си во убаво друштво со девојки секогаш е убаво. Секогаш има што се зборува дека возбудливо. Ајде кажете ме интересираат вашите први ангажмани. Ајде Ивана, кој беше твојот прв ангажман и чувството? Првите Имаше ли ангажмани трема? беа Имаме еве фотографијата, оваа фотографија која што ја правев за фотосесија, ова ми е фотосесија од агенцијата Mac Models. И ова всушност како едно направено како портфолио, каде што подоцна како што споменав кога ќе не ангажираат, да. Многу убава фотографија. Исто така и ова е од фотосесијата. А кој ги работеше фотографиите? Па од Скопје беа, но не ги паметам. Мисля дека е Владимир Владо, бидејќи тој е негов тип на фотографија, ова што го работи. Тасовски. Не знам презимето како ми беше. Мислам. Да, и тој треба да тоа прави вака некои стични фотографии. Да. Прекрасно. А секоја фотографија косата ти има различна боја. Да. Обликот е веќе нешто друго. Тука имам ама само боја. 16 години. Само 16. Ова е фотографија за веб страна на Unique. Тогаш Unique за прв пат отвори своја веб страна. Така. Претходно имаше страна со Not for Men. И тука овие фотографии се направени само за веб страна. Имаше и за списание, но меѓутоа овие се само за веб страна. Многу убаво. Сепак, овој тип на... Јас морам да го наречам хоби, значи не можам да го наречам. Па да, Да. кај нас во Македонија се уште не може да се каже како работа. Мислам дека никогаш нема да може да се третира, затоа Да. што не е доволно ценето. Значи, она што Да. се вложува воопшто, личноста што вложува во себе никогаш не може да се исплати Точно. и не Кеш. може да се некако... еве ова фотографија. Ево од мене се ова кога сликав за Unique списанието. Толку. Еве гледаш колку кратко видовме само. Ке. Ова е од моето сликање за дуровски фотографии. Мојата всушност прва свадба кога ми ја правија. Прво што? Свадба. Свадба, да. Сликаат тие тоа wedding фотографи прават Да. слики. Ова ми е за Шустер, Шус со Кумарова. Правевме сесија за Чевли. Ова се некои мои слики кои што ги правев за моето портфолио за во агенцијата кога почнав да се занимавам со сликањето. Еве стигате од премалку што можеме да видиме. Да, прекрасно. Ова за Unique списание. Да. Ова е мојот прв ангажман кога бев за Фешонел, за едиторијалот. Да, сликавме модни едиторијали. Црвена боја ветува успех. Да. Ова од нашиот кумановски фотограф Бет Стеф. Исто така и ова. Стефан Соколовски. Да. Попрепознат ли како Бет Стеф? Да. Многу убаво, многу убави фотографии. Да. Ми се допаѓа што постои професионализам. Професионализам во смисла на начинот на представување на вас како модели. Ме интересира колку е денеска, колку се професионални агенциите, колку стојат позади вас. Не само да ви се нудат ангажманите. Значи, свесни сме колку многу треба да се вложи во себе за да бидете професионални на писта која ќе излезете. Или на било кој настан. Така. Колку вложува агенцијата во тебе?
Па многу. Значи јас што одев на курс, значи јас бев презадоволна, дури тогаш кога јас мислев дека се со супер, ми кажа каде грешам, да се поправам, затоа што нели кога ќе излеземе на сцена на ревија, тогаш одиме пред луѓе и тогаш мора се да е совршено. И на пример кога ќе направиме ние грешка, ние треба да направиме дека да направиме всушност дека не сме направиле. Да се прикрие грешката. Да се прикрие грешката. Така да многу се трудеа и за сите тие правилни чекори да ги научиме движења. Така да јас сум задоволна од агенцијата. Ме интересира и уште нешто друго во тоа вложување. Колку вложуваат во вас? Знаеме дека се уште сте млади, значи се уште немате проблем со линија, со диети. Да. Но за одржување на телото, на кожата, на шминката, на фризурата, значи не може да бидеш убава кога ќе се нашмикаш и кога ќе ти направат фризура. Тогаш сите сме убави, нели? Кога ќе не средат. Дефинитивно. Но негата е многу битна работа. Значи постојано од секогаш треба да се негуваш за да таа шминка има убавина која ќе се стави. Да. Колку на тој дел вложуваат агенциите? Дали вложува, дали одите на третмани, дали одите на фитнес, дали Не. Например, знам дека само за во Турција манекенките барат манекенки со облини, а за Милано јас со моите 50 килограми ќе сум им предебела, затоа што тие барат премногу слаби манекенки. Меѓутоа, јас никогаш не сум била склона кон вежбањето и кон фитнесот, а исто така агенциите не водели грижи за тоа. За сега. Па тоа е тоа, Владимир? Па јас вака за лицето нешто посебно не водам некоја грижа, најприродно не користам никакви третмани. А вака околу вежбање активен сум уште од многу мала возраст, имам тренирано карате 7 години. Добро. Кошарка исто така 3 години имам тренирано и сега активно се бавам со фитнес и редовно трчам на атлетската стаза што има горе во Куманово. Да. Така да доста сум активен и пробам што можам подобро да направам моето тело. Да. Затоа што мора едноставно да го одржувам некако. Значи во студиото имаме опасен манекен и карате, знае. Тоа е убаво. А добро, зборуваме за таков тип на професионализам во кој не постои комплетно вложување во моделот кој што работи во таа агенција, значи да се вложува и колку часови треба да се спие, што не треба да јаде, кога треба да стане, кои ангажмани има, лицето треба да е одморно, какви маски да се користат. Значи тој професионализам е многу сме далеку. Да. Друга една работа. Кога сте били на курсевите, кои веќе ги имате завршено. Да. Сте работеле во сала, нели, која е со огледала и така. Да. Еве ги моите нови слики. Ајде ги погледнем. Ово е стаказеник. Да. Ова е за твоето портфолио или каталошки? Тоа беше за моето портфолио, ова е за Шустер исто така. Ево од свадбата уште неколку слики. Кој ти ги правеше фотографиите за свадбата? А ова е невестата? Да, ова е во Бугарија, во Созопол. Сега ова лето кога имавме ревија. Така. Еве мојата најдобра слика што ја со жените. Една ѓавол и ангел. Да, и затоа беше баш интересно. Ова за Елена Лукати, нели? Да. Ова е сега од списанието. Ова е слика од Уник. Не, ова е слика од ревија во Бугарија. Ова е списанието, исто така. Ова онака, сам си ја правив сликата. Па едни од најубавите слики се тие такви, со природно светло, сонце. Да, спонтан. Ова исто така направено за рекламирање на тоа уметничко дело што го носам, на дизајнерот Филип Мидевски. Така. И ова исто така направено во Бугарија. На песок. Да. Одлично. Ме интересираше една работа. Дали сега последните 10 на 15 години, како почнаа модните студии агенциите, дали ве учат на курсевите слично како на западната школа или се повторуваат истите работи како и порано? Ќе ви кажам на што мислам точно. Западната писта
Како се излегува на западната писта, знаете нели дека се излегува од двете страни Да. и пистата е вака. Да. Значи многу е важно нели буквата Т. Тоа се третира. Да. Буквата Т на запад оди вака правилно. Кај нас пистите се излегува и тоа Т е обратно. Обратно е, да. Значи дали и денеска се учи по тој Да. шаблон. Значи погрешно. Да, затоа што исто така и сега што имавме ревија, сега со Владимир заедно што бевме, буквата Т беше обратно. Ете, значи она што се работеше со години, Да. уште пред 20 на години да кажеме, многу беше битно да се научи по оно, нели сите сакаме да одиме во Европа, затоа што таму се парите што се однесува до Да. Ова професија. манекенството, до фотографија, до се оно што се однесува до модата на крајот на криштата. Сега многу беше битен тој елемент да се научи да се вклопиме во тој европски пазар. Нели ако сакаме да работиме и да Но никако да се вклопиме. Но никако да се вклопиме со тоа што еве со младите на кој начин ги учат. Зошто обратно да се оди? Кога буквата Т, кога ќе погледнете буквата Т, нели се пишува така, а не пишува обратно, зошто ја читаме обратно? Да, и сега сцената не беше со обратно Т. Сега. Да, али се зависи сега која е поставена сцената и на лице место таму се увежбува, се пробува одењето низ пистата, има генерални проби. Да. Се зависи од кој си ја намести сцената, се зависи од тимот што работи на тоа. Па не, зборуваме за писта, значи не зборуваме за сцена. Може да се излегува и на отворена сцена, било каква театарска, уметничка, било каква сцена во прашање. Но кога веќе е во прашање писта или ако е сцена, ќе се постави стаза, да кажеме, на сцената. Ако се постави писта, пистата е поставена како што е поставена, а не со обратното, да кажеме. Да. Ама добро. Кои ангажмани сте ги имале така поатрактивни или кои ви биле наградени и со кои сте поносни и со кои сега? Па, како посебен ќе го издвојам сега во Бугарија, во Созопол, каде што бевме. И ги носевме креациите на дизајнерите Александар Рашковиќ и Филип Митевски. Добро. Голем поздрав до нив. Значи, многу беше интересно и никој не се надеваше дека всушност ние од 24 земји ќе освоиме прва награда и специјална награда. И многу беше интересно. А каков тип на надпревар беше тоа? Па, имаше секаков различни видови, значи имаше од Индија што играат, имаше имаше некој од Словенија, мислам дека имаше некоја девојка што играше балет. Меѓутоа ние бевме што се представивме со ревија. Добро. И жирито беше многу задоволно од нас. И навистина беше интересно, таа случка беше многу интересна што никој не ни претпоставувавме дека ќе освоиме прво место. Така. И дори се шалевме на наша сметка дека сигурно ќе освоиме предпоследно место ние како Македонија, ние ова, ние она. И кога освоивме прво место, сите бевме возбудливи, дури не ни се веруваше како сите бевме прво, значи кога слушнавме дека прво место, сите прашувавме како прво место. Ама многу беше интересно. И како посебно тоа можам да го издвојам, меѓутоа сепак ќе кажам дека секој ангажман си има свој посебен интересен. Така, си има посебно чувство и впечаток и секогаш има нешто ново. Владимир? Па, кај мене, што знам, посебно ќе го истакнам сликањето за Елена Лука што го има. Зашто тоа им беше баш некој интересно, ме ставија со две жени. Да. Се беше поинтересно кога ги со женски. Сигурно. Да. Ајде, драги колеги, да ни пуштите некоја музичка да се одмориме малку. Ако не ме познаваш, ти нема кој. Нема никогаш да бидам нешто ја што не сакам.
Кој е моментот да го напика? Нели знаеш да е Тамарчето Полевска? Секогаш ќе бидам само свој. Ако не те познавам, јас нема кој. И нема никогаш да бидам нешто ти што не сакаш. Не ми треба било кој, сакам да си тој. Види тоа што си, познавам јас кој си. Читај меѓу редови. Види тоа што си, добро знам јас кој си. Неќам фрази љубовни. И кога далеку сум јас од тебе, увек нешто полека, но сигурно ме јебе. Ти си таа што ми прави многу чудни ствари. Тоа не се купува никако со пари. Биди паметен, па таква добра цуца ќари. Среќен со неа на остров ја би бил, но и на сафари. Не ти треба било кој, јас ке бидам тој. Види тоа што си, познавам јас кој си. Читај меѓу редови. Види тоа што си, добро знам јас кој си. Неќам фрази љубовни. Види тоа што си, познавам јас кој си. Види тоа што си, добро знам јас кој си. Неќам фрази љубовни. Ивана и Владимир се моите убави млади луѓе, моите денешни гости, професионални манекени. Убавината од нашиот град, а нашиот град има многу убави девојки и убави момчи. Иван има 19 години, Да. Владимир 20. Да. Значи дека со средното училиште сте завршиле двајцата. Дали студирате нешто? Да, јас сега запишав правен факултет во Скопје. Убава правничка ќе имаме. Владимир, Јас сум втора година на економскиот факултет во Скопје. економист манекен и Да. каратист. Прекрасни Се по работи, нешто. поврзани, да, се по нешто. Да, така. Ивана, рече дека по снимките што видовме околу 5-16 години се да кажеме првите фотографии професионални направени, да. кои се прекрасни, преубави. Благодарам. И од тие години се почнува. Сега знаеме дека, нели, спомнавме дали е работа, поточна професија или хоби. Значи, во рете тоа што Ивана студира, значи реални сме, си треба да се има една дипломичка во раце, не се живее. Бидејќи манекенството нели се ограничува со годините. Да. Значи, до толку и толку години можеш да се занимаваш, не ради тоа, ако некој се не го ви одржува, може да се занимава многу долго. Да кажеме Надица Ѓорѓиевска. Надица Ѓорѓиевска е една од првите манекени фотомодели во Македонија кои ден денеска можеме да видиме на насловна страница Да, така. или на реклама, затоа што жената е преубава, прекрасно Да, изгледа. да. Но активно да се работи, да се живее не може. Па да. Сакам да те прашам, твоите амбиции да заминеш надвор од Македонија. Еве, настапуваш по нашето соседство. Но еден од огромните пазари за модата е Србија. Да бидам... Дали си пробала, дали имаш амбиција таму да отидеш малку? Да бидам искрена, не сум размислувала на таа тема, меѓутоа сепак мислам дека кога би имала можност би прифатила. Можноста е желба. Самата си ја правиш можноста, нели? Да. Знаеш како е, Владимир, дали работите заедно? Се познавате? Како се запознавте? Па, пред се ние тука заедно во Куманово се здруживме, а имавме заедно ревија сега. Последната што не беше таа Ла Франка во А да не Куманово. сте поврска?
Не. Добро да прашам, да знам како да разговарам. Не, заедно бевме на ревија Celebrity Bird на дизајнерите Александар Рашкот и Филип Митевски. Сега по Куманово во културен дом што беше. Се надевам дека сега уште ќе имаме можност заедно да работиме. И исто така имавме заедно реклама сега за бутикот Жан Бименс. Заедно снимавме. А вака се знаеме од поодамна. Да. Што знаете Куманово мал град? Секој. Секој се знае. Да. Така. Еве ваца твоја слика. Ево уште ова од моето портфолио исто така. Ова од агенцијата Модел 7. Да. Ова слика сега од спот направена, кој што сега треба да излезе од народниот пејач Јовица Митевски. Сега треба ова, мислам дека недела треба промоција да направиме на спотот. Ова е направена сега во септември слика. Ова е слика од ревија која заедно бевме со Ваце. Каде? Тука во Куманово, во културен дом. Ево исто така од мојот прв ангажман за фешонел. Уште неколку модни материјали. Да. Ова е од свадбата. Да. Еве ја невестата. Мојата бубавна невеста. Само кај се трубачите никако да ги видиме. Никако. Интересно беше што Ваце беше, Владимир беше и на оваа ревија исто така. Имаше невеста. Пак бев младоженјен. Да. Те оженија пак? Да. Колку пати, Владимир, за 20 години? Па веќе 2 пати. Како ми ова Па се чувај. Кога на вистина ќе Јас биде мислам дека свадба. третиот пат ќе ти биде судбонос. Да. Или уште на 3-4 пати така да идам Така, а после. твоите амбиции за заминување од нашата земја? Веќе имам размислувано и за такви амбиции. Планирам набргу да си ја пробам среќата да идам некаде, затоа што нашата агенција, тоест мојата агенција е поврзана со Италија? па има повеќе контакти, значи најпрвин со Белград е поврзана со агенцијата Modeling Scout Office. Дали Алек работеше во Италија порано? Па Алек мислам дека има малку работено. Имаше излегуваше доста тој на интернационалната сцена. Сега точно кај да има работено не знам, Добро. но има доста работено надвор од Македонија. Тој е еден од поуспешните наши модели. И вака сегментално има повеќе контакти со Србија, каде што ги праќа претежно неговите модели. Оттаму, потоа, бидејќи таа српска агенција соработува со агенцијата Women и уште неколку попознати агенции по Милано. Таму ги препаратува моделите. И со така еве најдобар пример е манекенката Елна Трајановска од нашата агенција, која што моментално зачекори за Calvin Klein, Dior и уште неколку познати компании, со така беше заштитно лице на Mercedes-Benz. Таа е моментално најуспешната манекенка што е од нашата компанија. А што знам, бев на еден кастинг во Белград јас. Така. Треба уште малку да пораснам и во години и во висина. Затоа што знаете, машките секогаш почнуваат малце покасно во однос со жените. Во години не, зашто Да. 20 години се сосема доволни. Може би додека- висината им треба малку Па повеќе, дај али додека да созре оно во фацата на машкото. И машките знаете подолго работат и од жените. Жените на пример претежно до 30 години ги завршува Да. завршува својата кариера. Додека мажите можете до нивната 40-та година да Затоа работат. што мажите растат и созреват и дури околу 30 на година може да се Е, каже да. да пораснал малку. Малку само. Малку е, да. Да. Секој што влегува во овој тип на професија, Да. да кажеме, Да. секој си има, нели, особа, личност, идол или репер некој кој што тежне, сакам да бидам како тој. Нели? Да. Ивана, дали имаш ти од нашите простори, ајде да каже, или за светските познати модели? Од нашите простори ме интересира од Македонија. Од Македонија, па како некои идоли ќе ги земам Маја Ристевска, нашата манекенка, и Ана Коцева, исто така нашата македонска манекенка, која што тие се во мојата агенција и каде што тие всушност и не учеа на тие правилнички кори движења. И навистина многу добро работат и многу добро се активни на тоа поле кај нас во Македонија, што за навистина е зачудувачки кај нас тоа во Македонија. Меѓутоа сега гледам дека и почнале да работат и во Србија некои. Ана Коцева гледам дека снимала на Елена Ристевска некој спот.
во Србија така прочитав нешто. Меѓутоа, навистина, како еве нив ќе ги извем како најдобри за мене во Македонија. Владимир? Па јас во Македонија ви кажам право, немам некој идол затоа што нема некои многу машки модели што имат излезено од нашата сцена. Едино како ментор, повеќе како идол го гледам од Македонија мојот агент Алек Номовски, бидејќи тој ме учи на се како треба да се однесувам на сцената, што да работам. А вака од интернационално ниво, како идол можам да го извам Девид Ганди, моментално најдобриот модел што е во светот. И што знам, неко се гледам, него ми свиѓа неговата работа како работи. И општо вака, и затоа можам некој него да го извојам, посебно како мој идол. Се ова убаво, се ова атрактивно, многу интересантно, како што вели Владимир, кога работам со девојки многу е поубаво нормално. А кога се работи во мешано друштво, работата е поинтересна, не е што се однесува до овојти. Да. Така, да. А се работи со луѓе од естрадата, се работи со сцената, со рефлекторите, со се она што се нарекува светлата, значи она сјајот на самата професија. Значи тоа е она привлечното што се посакува и што се сака. Но каде се парите? Па да. Дали ме интересира, еве, колку се платени ревиите, например, дали се си има своја цена, да кажем. Дали е ревијата комерцијална? Во Македонија многу слабо е платено. Така да, па тоа не е ништо ново, него ме интересира сега. Колку е сега? Па вака сликањата за некои магазини претежно не се плаќаат. Тоа некој начин доаѓа како промоција на самиот себе. Сами себе, да. Затоа претежно списанијата не плаќаат ништо. Едино вака некоја компанија која те вика да им правиш фотосесија или да ти реал. Они на пример плаќаат. Задоволна, да. Ако ве ангажира, тоа веќе е друго, нормално. Да, преку агенцијата не ангажира се. Што навистина сум задоволна од тој ангажман. Али пак не плаќаат сега за доволно. спот. Да, кај едино од спотови реклами нешто може некој цена повеќе да се направи, а вака од колку до колку се цените? Не ме прашувам за вашите лични ангажмани. Од колку до колку се, да кажеме, професионална фотографија. Од колку до колку оди? Дали оди каталошки кога се прави каталог? Дали од денови, дали од сати, дали од направен материјал? Како ви справите? Мислам да го претежувам направен материјал, да. Односно гледат во еден ден што можат повеќе да завршат, ако можат и се да направат. Да. Па што знам, до 20 до 30 евра максимум што може да направиш, и тоа преку сила, тоа максимум ќе биде некој што е во Македонија како стандард поставен. Едино од спотови реклами, што тогаш можеш и многу повеќе, 100-200 евра да направиш, али... Да. И од некој ангажман од некоја фирма позната кај нас во Македонија, така што има добра работа, од тоа може. И сега првен треба да вложиш, да настапуваш по, као за Юник што рековме, да ви има се почесто, за да веќе бидете познато лице и за да можете да го продадете лицето. Практички, нели, за да можете да земете поголеми пари, нели? Така, да. Тоа е и целта. Да. Добро, настапите, патувањата, се она се дел од овој тип на работа. Да. Како вашите родители, ајде да кажеме Владимире Машко, па некако многу по-друго се гледа на тоа. Да, дефинитивно многу по-друго се гледа на машките модели. Па што знам, јас во почетокот ми текна на никога не кажува за моја идеја. Никој претежно не знаеше како да кажу на другарите, манекенки видам. Да, никој претежно не знаеше дека се анимал. И што знам, и како те фатија? Влегов во агенцијата кога се запознав со Алек. И потоа кога се вратив дома и така насмешкано шалем кажав на овој, викам, јас влегов во моја агенција, кам го биднав манекен. Почетокот ми се дека се зезам со нив, стварно викам девена, стварно викам на манекен. И што знам, некако по почетокот, онака малте чудно им беше, али се навикна, вида дека
се е окей. И кога ги видов фотографиите, абе сине ти убав си бил, нели? Да. И сега сам вика пади што правиш. Да. Нема да те прилаже некој, нели? Да. Тоа дефинитивно. И добро е вака. И пријателите многу беа изненадени во почетокот кога ги видов моите први слики од ангажманот. Тогаш ги правев првите. Мојата прва фотосесија беше со кумановскиот фотограф Бецтев. Така. И кога ги ставив првите слики на интернет, општо некако цело Куманово, знаеш, оно беше изненадено, никој не се надеваше од мене дека Нормално, баш... затоа што целта е на фотографиите си сосема различен и многу повозрасен, тоа и тоа. Да, ама никој не се надеваше дека всушност баш јас ќе почнам се занимавам со манекенство. Од колку години си почнал? 19. 19? Да, и сите беа изненадени. А сега пак пред брзо време почнам да се занимавам и како статист во филмови исто така, почнам да работам. Да. Тоа е, например, барем малку поплатено од манекенството. Малку повеќе. Да. Многу повеќе може да се исплати тоа во животот да се работи. Да, напорно е малце, али добро е. Веќе имам одено на 2 филма учествувано во македонскиот ослободување на Скопје, што е на Раја Шербеџија. Исто така сега бев пред недела дена во што снима францускиот филм во Македонија, тој Афонс. Одлично. И што знам некој тоа ново искуство, интересно е. Може многу работи да се научи, цело време камери. Да. И добро е, не? А и на ова си бил во Скопје сега што се снима, така? Да, во Скопје се снимаше. И кажи не нешто од делот, атмосферата, што се случува таму. Па, Затоа што тоа е нешто актуелно со месеци што се зборува во Македонија, нели? Делот, обиколницата е затворена, па да. Па јас кога бев, моето снимање беше на патарината од Скопје за Накавелешта Петровец. Добро. И едноставно целата патарина беше затворена, имаше наредено авто на неја, ние бевме облечени, имаше полицајци, брза помош, пожарникари, работници на пат, значи тотално се беа опремени, каскадери имаше, тоа беа и главните глумци. Така. Почнаме уште од тренските часови околу 5:30-6 наутро почна снимањето. Да. Траеше се до 6, Така да. односно до 18 часот. Што знам, цело време многу беше напорно, цело време снимање иде. Првин пробува каскадерите со авто затоа што не знам дали знаете, филмот се работи како му откажуваат кочницата на авто, не знам што точно. Паѓаат на годишен одмор, да, и не може како да закочи автото и мора цело време државата да пробува да му обезбеди да премин му обезбеди помине. паза да може да помине. И така да ние обезбедовме патарината. И каскадите цело време пробува, ги крше автата цело време, удара од тие барикади што беа правени. Да. Едноставно интересно беше на сите така поспани, почнува првата сцена на снимање, само одеднаш иде таму автото. Лети тој со автото и почне да удара таму, летат на сите страни парче некои. И ние сите вака на вау. И доста беше интересно. Малку е напорно што цело време. Цел ден. Значи за тој ден имаме снимано само 2 сцени. Да. Многу е напорно. Значи од 6 наутро до 4 со цело време една иста сцена сме ја снимале, така да можете колку е напорно. Цело време едно исто да работиш. Да. Али Но интересно е, да. интересно е, точно е дека е многу напорно, но нели многу поисплатливо. Да, многу поисплатливо во секој случај во Македонија. Од друга страна многу познати светски имиња што влегле во шоу бизнисот со актерството, веќе биле или модели или на било кој начин внесени у светот на филмот, затоа што вие сте убави млади луѓе, значи таа убавина се она ќе се искористи на тој начин. Влегуваш, нели, доволно да те види како што знаеме, да не ги набројуваме сега светските имиња кои се, сите влегле многу по може да се видат луѓето на тој дел преку филмот. Да. Нели, него сепак таму се парите. Да. Поинтересно е. И секој за мојот прв филм кога бев во Ослободување на Скопје, снимавме во декември на На Шербеџија беше филмот? Да. Така. Тогаш го запознав и Раја Шербеџија. Така. Не облеко, ние всушност бевме германски војници и цели бевме облечени во тие шинели, шлемови на глава. А ти си тако личиш на немец. Да. Германец. Ми има откажано повеќе за тоа. Да. Ни дадоа пушки и знаете како е, меше исто така почнеме околу 6 наутро, а надвор минус температура, ние се одно шинелче на нас и не качи камион и вака цел ден
И па војниците Пушката, така. раци се тресаш цел ден. Да. И што знам, испомрзаме тој ден, али А беше стварно платено? беше интересно. Да, да. Не, филмови се плаќаат во однос на Па, сликање мислам, на такви работи. Наистина, цел ден 12 сати, по колку се работи. Толку, отприлика околу 10-12 сати ден. Да, да. Ќе снимите 2,5-3 сцени, тоа е се цел ден. Да. Ама многу е битно што се плаќа, што се исплатува. И по тоа за први филм успеавме само една сцена да снимите. Да. Значи цело Добро, време ама се таа една сцена се наоѓа во филмот на Раде Шербиевич. Е, да. Една, ама многу е вредно и многу е битно. Точно, точно. Значи, ќе се работи 12, 13, 15, 20 сати, ама се знае кој е потписник на филмот. И кога ќе Да. кажеш утре јас сум бил кај него во филмот, значи нешто има видено. Сега брзо мислам дека треба да излезе тој филм, затоа што снимањето е завршено како го најавија. Мислам Да, дека сега и јас знам. слушнам нешто, ама никако да дознам кога ќе е премиерата Би требало за месец два. кога мислам ќе се дека. пушти за да може да одиме во Скопје, бидејќи ние си немаме кино, па ќе идеме во Скопје во кино да гледаме. Да, каде ќе биде промоцијата ќе видиме. Да. Ке ни достатно може да се иде. А за францускиот филм мислам дека таму после Нова година некаде ќе излезе. Да, 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 па тоа. да. Уште рано, тоа уште Да, се уште снима. е рано, се уште снима, се да. снима, да. Да, до ноември некаде би требало да заврши. Ивана, твојата иднина, што би посакала? Што сакаш да ти се оствари од овој дел, од манекенскиот свет? А дали би сакала, дали имаш до каде би сакала да одиш? Например, сакаш да одиш додека да постигнеш, да кажеме, дали мисот, изборите ти се дел? Сакаш да одиш по избор или сакаш само да се занимаваш со манекенството, со писти, со фотографија? Затоа што едното со другото може би е поврзано, ама па и не е. Значи може да се одели изборот за мис и манекенството. Па за изборот за мис никогаш не сум размислувала, меѓутоа сега за сега плановите за мислам дека јас одам со таа варијанта никогаш да не се планира однапред. Значи ако би имала некоја понуди некои што се во рамките на мојата професија и што се прифатливи, секако дека би ги прифатила. Сега за сега во идни на плановите ми се во најдобро светло да ја представиме колекцијата Celebrity Bird Така. на Ривија, каде што треба да се одржи во останатите градови во Македонија, во Љубљана, во Словенија, и да го отвориме исто така фестивалот каде што победивме ова лето. Исто така треба да одиме исто на фестивалот исто така во Созопол, Така. во Бугарија. Меѓутоа за изборот за мис никогаш не сум размислувала, но па зошто да не? Да. А дали имаш некоја желба да кажеме каде би сакала да учествуваш? Па Fashion Week, познат Fashion Week во Париз, во Италија, во на крај краишта во може. Србија или може еве во Италија, да. дали имаш интересно. атрактивна земја? Нешто што те привлекува, што би сакала, што ја замислуваш како земја на модата, градот на модата. Еве да, кажеме. например, можам да извам како Италија, еве Милано како Центарот на модата, Да, на случувањето. да, Би било убаво, нели? би било баш Да. атрактивно. Да гостува Ивана во Италија на една модна недела, да кажеме. Да. Нели? И би било интересантно па да ти Интересно. понудат некои прекрасни понуди, така. Да. Остварување на сонештата. Да, па мислам дека никогаш не треба да се откажуваме од нашите сонешта, затоа што никогаш во животот не се знае. Еден ден ќе ни се Велат исполни. сонешта да се реални, па нема реален сон. Како може сонот да е реален? Нели, не би бил сон. Реални Ако е треба да бидете така, во соновите да. сонот, најчесто е нереален. И уште едно да те прашам. Нешто многу што е важно, што е поврзано со здравјето. Значи, сите го коментираат едното исто. Значи, манекенките мора да бидат такви, онакви 20, 30, 40 Така, килограми, да кажеме. Да. Свесни сме што се случува во модниот свет. Свесни сме што све прават моделите. Значи, едни од најубавите модели се Така, на да. Лагерфилд, на овој, на оној, да не ги спомнувам, затоа што се убави. Најплатените светски модели се Наоми Кембел или Иман, кои Ангелите што на се Викторија Секрет. ангелите, исто да, така. ангелите се веќе сега во некои понови десетина години. Ова Да. се едни од попознатите по старите, да кажеме, Точно. модели, кои не изгледаат воопшто анорексично. Кои воопшто Синди Крафорд воопшто не изгледа 30 кг. А Да. прекрасни жени се, а платени се многу. Да. Значи, дали знаеш да кажеш не на одредени понуди, бидејќи самите кореографи, нели, како што рече, бират, треба да имам толку килограми, треба толку. Дали си подготвена да ослабеш 20
килограми по цена да изгледаш на анорексична личност за да прифатиш одредена понуда. Па, Нешто мислам што дека не. може би ќе ти се случува, Зависи каква понуда ќе од Зависи. кога. Да, без мислам разлика, дека- најчесто понудата ќе биде привлечна во секој случај. Затоа што кога ти нудат да направиш тие килограми, тие ќе ти понудат убава понуда. Тоа е сигурно ќе биде така. Но дали ти си подготвена да го направиш тоа? Сега кажи ми сега колку килограми имаш. 50. Добро. И ќе ти кажат некаде до 40 максимум ќе мора да направиш за толку и толку време и ќе добиеш толку и толку пари. Пази 40 килограми. Со оглед на тоа дека на сите систематски прегледи правени преку школа, секогаш кај телесната тежина ми пишуваше недоволно хрането, затоа што јас никогаш не сум имала проблем. Зошто чудно мислим 50 килограми, зашто? Јас всушност никогаш не сум имала проблеми со килограмите. Млада си се уште. Но така како вие што велите, што всушност кога би понудиле таква работа, мислам дека не би можела на таква работа да прифатам, затоа што јас сум подготвена можеби на некои одредени работи, ситуации, меѓутоа на Тоа и ме интересираше. Но- Дали си имаш поставено граница? До каде можеш да одиш Да, па со мислам дека секој човек желбите треба да и си- со со она што сакаш да го Да, мислам дека постигнеш. секој човек треба да си постави една граница, секој треба човек да си знае до каде треба да оди, до каде му е Да, границата. но овој тип на работи, на хоби, знае да се претерува, знае да се немат граници, Да. бидејќи ако сака да се успее, не постојат граници во ниједна работа, нели? Да, така. А не постојат, нели велиме, со новите не треба да се спречуваме. Значи нема граница, но сепак постои лимит. Овој тип на професија може да биде многу опасен. Може да се замине во сосема 16-та димензија, Да. од која повеќе не може да се вратиме. Владимир, твојата граница ја има ли, ја нема ли? Па што Машките модели, машките манекени. Јас сум многу размислил вака. Едино што би сакал е да излезам за Келвин Клайн, можеби, или за Том Форд. Тоа би било А скромај се, стварно сакам. Тоа би Скромни било млади остварување луѓе. на моите Прекрасно. соништа. Да. А во однос на женските кај машките модели, мислам дека еве откога почна Девид Ганди кој излезе на сцената, до пред него сите машки модели беа како анорексични, Да. претежно многу слаби. Па и женските, не само машките. Да. Женските, да. И кога дојде тој на сцената, всушност кога го тера Внесе свежина, убавина. не всушност, ќеше едноставно, значи он имаше направено некој атлетско тело Да, и да. не ќеше едноставно да го смени својот изглед и всушност тој ја направи таа промена Внесе новина, да. Да, во машкото моделство. Да. И од тогаш кај мажите, на пример, барем во однос на жените, кај нас сега моментално може повеќе да гледате се бара повеќе да имаме атлетско грајадно тело, развиено, добро оформено во однос на жените каде што не знам, бараат да изгледаат Да, како да кажам, како анорексични да се. Да. Тоа е Тоа за многу во Милано понапред. баш бараат дури анорексични манекенки. Сега има одредени пропорции кои што мора да се пратат. Да. И кои се пропорциите? Па за женски не знам точно како беа, а за машките од прилика се околу 90 сантими до 95 минимум, тоест максимум мора 95 сантими во кукови, Добро. околу под 80 во струк и околу 100 сантими во градите. А килограмите? Па не се толку битни килограмите, ако имаш тие пропорции, не ти е битна тежината всушност. А висината која беше? Па за женските модели мислам дека од 72-3 она баш за одење по писта се бара од 72-3 па нагоре. Претежно за на писта претежно ги земаат сега што се тие по 78-80 за женските. А додека кај мажите од 83 или 84 см, 184 см, така нешто почна. Јас моментално имам 185, така да можам да влезам во таа граница. На Келвин Клайн. Келвин Клайн А сигурно. зашто ништо што знам, тие ми се некои соништа, Да. што би Убаво. сакал некој да ми се остварат. Али ќе видиме. Млади Добре. сте, имате време, млади, убави, паметни. Така да си имате време да си ги остварите соништата, но знаете како ние по возрастните, како знаеме да кажеме, нели, се е тоа убаво, само паметно.
со памет. Да, Бидете мора со здрави, памет. што е многу битно. Да. Многу е битно да Тоа бидете што здрави. секогаш родителите ни го кажуваат. Пази Точно што е. правиш. Па точно и кога ќе поминат времето и годините, па ќе си кажете ви благодарам, навистина имале право Така, родителите. да. И сите истото сме го поминали и го знаеме дека навистина имаат право, па кога ќе бидете родители ќе видите дека навистина тоа така. Има време. А јас еве тука е крајот, навистина многу брзо ни помина разговорот со убави млади луѓе, има за што да разговараме, а и се најдовме со темата, нели ни одговара темата во Да. секој случај. Гости ми беа Владимир и Ивана. Ви благодарам што не благодарам и на почестите вас. со вашето присуство, со вашата убавина, што ни го разубавивте студиото. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беа гостите во денешното студио, во денешната емисија. Темата беше манекенството, имаме млади, убави, професионални манекени кои излегуваат од нашиот град. Тоа ни е честа, тоа ни е навистина кога имаме да покажеме нешто е посебно задоволство за нас како граѓани. Подолго време јас не знам дека сме имале манекени, дека сме имале професионални манекени кои излегуваат од нашиот град. Едноставно немаме воопшто ни агенција, ни еден обичен манекенски курс за да изнесеме млади луѓе некаде надвор од градот, а имаме многу млади и девојки и момчиња, навистина многу убави млади девојки, да не кажам деца, девојки и момчиња, навистина убави. Тоа е тоа, тука го завршуваме разговорот. И навистина ми е криво што го завршуваме. Но се надам, ќе се видиме повторно, сигурно. Ќе се дружиме и ќе ни кажете што има ново. Ќе го прошетате соседството, па и светот малку подалеку. Ќе ни донесете снимки, ќе ни кажете дали имате нови улоги, дали сте актери. Да. Во било кој дел од естрадата е битно да се влезе. Ви пожелувам се најубаво, со ум и да бидете живи и здрави. Пак да се видиме. Благодарим. Почитувани гледачи, тука е крајот. Ви благодарам и на вас. Имајте убав ден.